можеме слободно да кажеме дека со поголем или помал интензитет тие состојби се провлекуваат цели 24 години колку што трае независноста на Република Македонија. Главни симптоми на тоа се низок степен на слобода на изразување, односно драматичен пат на медиумските слободи, раст на политичката контрола врз медиумите, растечка автоцензура, отворени и суптилни закани и притисоци, физички напади врз новинари, говор на омраза и ред други последици со помал или поголем интензитет. Секако како нус последици на ова се јавуваат и други загрижувачки состојби кога заради недостиг на транспарентност и затвореност на изворите на информација има голем број новинари кои што своето непрофесионално работење, свесно протуркување нецелосни и неточни податоци сакаат да го искористат како алиби за својата работа, токму таа затвореност и нетранспарентност, што исто така загрижувачки тренд кој што оди во друг еден екстрем. Единствената разлика во однос на овие појави досега беше во начинот на нивната интерпретација и на нивното толкување, што дополнително ги подели и ги поларизира учесниците и во процесот на информирање и нивните консументи. Иако проблемите одамна се дистанцирани, слободно може да се каже дека досега не беше покажана повидлива и искрена волја за нивно променување, за нивно реформирање. Од тој аспект важно е што оваа конференција се одржува во еден многу важен момент, фреквентен транзицијски период во кој тече спроведувањето на 4-партитниот договор од 2 јуни, односно 15 јули, насочен кон постигнување решенија за излез од политичката криза. Неговата целосна имплементација ќе зависи од спроведувањето на медиумските реформи.